Евене, повторно се вратиме во нашата училница и повторно имаме час по математика за 7 оделение. И повторно имаме геометрија. Повторна геометрија. Геометриски ден денес некако беше. Но овој пат имаме со 7 оделенците складни фигури и осна симетрија. На цртежов овдека складни, Лука. Се сеќава што беше тоа складни фигури? Па складни некакви што се поклопуваат и се исти. Или ајде слушам, ајде. Складно е нешто што може да влезе во нешто друго. Така некако. Што може да се поклопи да е еднакво. Се совпаѓа. Така. Некако така. Така некако. Тука сме, многу сме близко. Топло. На цртежов овдека имам нацртано неколку триаголници, кругови, правоаголници и стрелки. Што мислите, дали помеѓу овие има складни? Еве да тргнеме од круговите, дали се складни, што мислите? Не. Да, складни се. Складни. Затоа што еден круг може да влезе во другиот круг. Ана, ти што мислиш? Јас мислам дека не се складни. Не се складни. Добро. А триаголниците? Триаголниците се складни. Добро. Кога би го свртиле би... Лука почна да доаѓа до точната дефиниција веќе. Браво, Лука. Значи, ќе се вратам на круговите сега. Не, круговите не се складни, Ана беше во право. Зошто? Бидејќи не е доволно само формата да е иста, мора да е иста и големината. Така. Значи треба да се исти. Да, значи мора да е и формата и големината иста за да може да бидат складни. Овој круг овдека е помал во однос на овој овдека, па затоа нема да бидат складни. Триаголниците, на изглед, што забележуваме? Немаат иста форма на изглед, така? Да. Еве го, овој правиот агол е тука, а овде е овдека правиот агол. Но што му текна на Лука? Дека со вртење може да ги доведеме до совпаѓање. Значи, полека чекор по чекор доаѓаме до дефиницијата за складност. Значи, две фигури се складни, доколку со вртење, лизгање, поместување можеме да ги доведеме до совпаѓање. Исто како на телефон, некоја слика, кога ќе ја ротейтнеме, кога ќе ја свртиме, така. Значи ќе биде истата слика, само сменета од друга перспектива. Ние тоа ќе го направиме со помош на ножичките. Значи ќе ги исечеме фигуриве, да видиме дали навистина се складни. Еве само прво што мислите за правоаголниците, дали ќе бидат складни? Јас мислам не. Нема да бидат складни. Мислам дека е малку поголем и потесен едниот. Добро, а стрелкиве? Тие не, ама овие две да ми се чини. Така. Значи иако на изглед ова и ова имаат иста форма, да. Забележуваме дека првата е поголема, втората е помала, па тие нема да бидат складни, а иако ова е завртена на другата страна, забележуваме дека по големина не изгледаат вака дека се складни. За да се увериме дали навистина се складни, ќе ги исечеме и со преклопување да видиме дали навистина се складни. Или Ана, ако знаеш подобро да сечеш ти од мене. Ајде, јас ќе сечам, не е проблем. Добро. Само нека остане бојата за да може убаво да го видиме преклопувањето. Да немаме случајно и други ножички или не? Не. Добро. Може да имаме таму да провериш. Ајде. Горе. Круговите не мора да ги сечеме затоа што се гледа веќе кај нив дека едниот е помал, а другиот е поголем. Да. Доволно значи правоаголниците, триаголниците и двете мали стрелки само да видиме затоа што за виолетовите две се гледа дека не се складни. Еве. Има лупа, ако нешто треба. Еве. Нема ножички. Еве се снајдовме со едни. Добро, еве ни ги правоаголниците и доколку ги преклопам, забележувам дека всушност се складни бидејќи точно дојдоа еден врз друг. Така. Значи правоаголниците беа складни, да видиме за триаголниците. Еве го еден триаголник, ни го исечана. Еве, сакам да најдам нешто во училницата што е складно, да пробам тоа во пример да го направам. Еве од сликовниците најдени две складни. Еве. Не е баш, ама... Најди друга Лука што ќе биде складна. Така е. Еве, две различни, а сепак складни. Еве ги. Може камерата да покаже. Слободно. Еве тоа другиот триаголник, да. Тие се складни. Всушност,
Така, Еве ги со се лизгање исти, ги со доведе до лизгање ги совпаѓање. доведе до совпаѓање. А сепак се различни сликовници. Едната е на албански, другата е на македонски. Еве Ана во меѓувреме ги сече и триаголниците да провериме и за нив дали се складни. Кога ќе ги ставиме еден врз друг, забележуваме дека иако беа правоаголни триаголници, сепак не се складни бидејќи острите агли им се различни. Значи тоа само така да. ни изгледало. Значи мора ги провериме. Ајде да видиме. Ајде да ги видиме уште стрелките. Јас сум скоро готова. Да видиме. Така. Еве ги двете стрелки. И забележуваме дека за стрелките бевме во право бидејќи се совпаѓаат една со друга. Кога ќе ги преклопиме, сите делчиња им се складни. Така. Ги подсетивме учениците на складноста и сега преминуваме на геометриските трансформации. Седмоделинците изучуваат три од геометриските трансформации, тоа ни се осна симетрија, ротација и транслација. Денес ќе почнеме со осната симетрија. Тука ти текнува што беше осна симетрија? Па Кое ми, пресликување искрено, беше осна симетрија? како- На најтекнува веќе? Да, кога имаме да речеме Оска? оска, да, и од двете страни е исто и се тоа се пресликува и тоа е осна така. симетрија која. Значи, со Како помош butterfly на ефект. пресликување, со кое? Со помош на правата, која се нарекува нели оска на симетрија, фигурата ја пресликуваме од другата страна во складна на низе фигура. Така. За да бидеме прецизни, лука ќе цртаме овде, таму да. со линијар. Да, бидејќи веќе ни треба прецизност тука, не можеме со слободна рака. И веќе нацртаме еден Само да триаголник. земам едно маркерче. Еве лука. Има. Да. Во ред ќе го скористиме и тој таман Ајде. за сликата. Ајде. Дозволи да нацртам Еве, еден триаголник. повелете. Така. Што мисли наставничка, дали може некој толку да се испраксира, па да може со слободна рака да црта волку правилно како со линијар? Може. Може, имаме вешти раца некој. Така. Сега, ова ни е триаголникот ABC. Ќе ја поставиме сега оската на симетрија да е вака вертикална. Лука, само помогни ми да го, Ајде. затоа што таблата не е многу стабилна. Ева. Еве вака. Така. Ова нека е оската на симетрија. И сега, Добро. во однос на низа, да го пресликуваме дадениот триаголник, да му ја најдеме каде ќе биде сликата. Значи, што кажавме? Дека од другата страна на оската треба да го добиеме истиот овој триаголник, но што треба да внимаваме при осната симетрија, дека всушност го превртуваме од другата страна, па доаѓа наопачки, односно како да го гледаме во огледало. Па веројатно. Затоа, само што ова да им го спомнам на учениците, затоа се користи изразот огледална симетрија. Во англискиот јазик е mirror symmetry, кога би го превеле нели огледална симетрија. Еве го од каде доаѓа значи тој термин, затоа што како да гледаме фигурата во огледало. Значи ако теме тоа сега беше овде од левата страна, сега кога ќе пресликаме ќе ни биде од десната страна. Да, па и ние Ви сега кога текнува? се гледаме во нешто што рефлектира како огледало, десната рака и станува лева од таа страна. Кога ќе да, добро. Сакаш да пробаш или сакаш првиот јас па следниот ти? Како сакаш Може? така? Што внимаваме, значи? Точката, еве ќе почнеме од точката А, од најдалечната. Ако ја пресликаме прво низ, треба да внимаваме. Колку е оддалечена од оската точката А, толку треба да биде оддалечена и незината слика. И уште една битна работа, мора да е растојанието од точката до правата од прав агол. Така За е. таа цел, значи го поставуваме триаголникот за да запазиме прав агол. Сега одека нашиот е пократок. Да видиме Ма да овој, видиме тој може дали би има да ова подол. е подобар. Да, Да, ама дали има прав агол? Има, да. мора. Мора да има. Еве го. Значи, лепиме за оската правиот агол, гледаме каде е точката и ова го правиме со испрекинати линии. Добро. Знаеме дека од тука ќе треба да го гледаме растојанието. Го мериме, така? Да, исто, битно е сега да го запазиме аголот, подоцна можеме да измериме. Оваа страна
продолжуваме исто со испрекинати линии. Само ќе направиме подолга. И сега мериме колку беше оддалечена точката од оската на симетрија. Забележуваме дека 40. прецизни мораме да бидеме. Ана, овдека 38. Од оваа страна мораме сега да измериме каде ќе биде 38 и тука ќе ни биде точката Ајде. А1. Сликите ги означуваме долу со бројчиња. Еве сега точката Б. Истото го правиме значи за точката Б. Добро. На учениците може да им е полесно ова, бидејќи нивните тетрадки се со квадратчиња Да. и само ќе изборат колку квадратчиња е оддалечена точката од правата, толку треба и сликата. И таму има и прави линии, реално. Да. Не мора толку да... Е сега, доколку е без линии тетрадката, веќе мора да се задржат точно на постапката. Овдека мериме сега. Со коц. Тука ни Тоа е Б1. точката Б1 и ни остана да ја пресликаме уште точката С. С. Внимаваме, значи прав агол, а лизгаме до дадената точка. Истото го правиме од другата страна. И мериме. Еве ни точката C1 и се што остане, само да ги поврземе темињата. Така. Еве ги. Одлично. Еве како значи, доколку замислиме дека превиткаме по оваа линија, триаголниците ќе се совпаднат. Значи, да. тоа е осната симетрија. Кога пресликуваме во однос на правата, добиваме складна фигура од другата страна, но превртена. Димензиите на страните на триаголникот си остануваат исти, значи се запазува големината. Значи ова е нека копија која што сака да биде како оригиналот исто. Имаме време, мислам дека да пробаме. Имаме. И ако наместо вертикално, а оската на симетрија ни е поставена хоризонтално, да видиме како ќе ни изгледа Ајде. сликата. Ајде, јас ќе помогнам. Се извинувам. Ова само влезам. Или може на таа табла, затоа што не знам дали ќе имаме време. Тука Добро, да, ајде, може, ајде, да, таман за побрзо, затоа што е за побрзо. вертикална, Да. може да го Донеси ја помогне. скроз. Да, еде. Добро. Добро. Може би пример ние да пробаме да го решиме. Да. Да. Еве, тука нека ни е сега А, Б, С. Сега оската нека е зададена вака. Ајде. Добро. Прво може Е, да. овели тоа е таман со големината. Прво подправ агол. Супер. Потоа Ова е и постабилна табла. Така. да. Мериме сега растојанието, колку ни е од С до правата. Точно 35. Прецизна сте. Добро, тука имаме C1. Така. Океј, одиме исто. Линии. Добро. Тука имаме 14 или 13? 13. 13-та.
И таму внутре. Така, ева, B1. Така, не морам вака да ги пишувам, можам Така, вака. да. А ти мислиш да мора обратно? Не, дека така ги гледав. Малце... И бидејќи А и Б се паралелни со правата, ќе испаднат на исто растојание и сликите А1 и Б1. Така. Значи, овдека, Исто да, е паралелна растојанието, да. е 13. 3, И само поврзуваме. Вау, супер. A1. Ете, пресликав триаголник. Ете. Така. Значи, Браво, само Ана. привртен одгоре надолу, бидејќи сега оската на симетрија ни беше поставена хоризонтално. Одлично, ви благодарам наставничке. Ние одиме само со... извини, може секунда само. За домашна учениците нека пробаат било кој од триаголниците да го пресликаат со тоа што оската сега на симетрија ќе ја постават накос. Оу. Интересно. Па еве голем предизвик за вас, дечки. Вие пресликувајте, работете, учете. Ние одиме со следен час. Джингл прво.